Субвенционирање на велосипедизмот, ограничен градски сообраќај и повеќе пешачки зони. Ова е дел од лепезата мерки на локалните власти во повеќе градови во Холандија со единствена цел – граѓаните да имаат што почиста и поздрава средина за живот. Ова меѓу другото како искуство денеска на зелените активисти од Македонија. Во Штип го пренесе Розали Смит, представник на холандската зелена левица. И уште еден пристап кон еколошкото, односно зеленото живење, субвенционирање на велосипедизмот и пешачењето со тоа што е ограничен сообраќајот за возилата во центрите на градовите, повеќе се градат пешачки зони и велосипедски зони. Интенцијата почиста и поздрава еколошка средина е императив повеќе. Представници од Зелениот институт на Македонија даваат повеќе насоки како овие екозаложби да бидат медиумски презентирани пред македонската јавност. Заедно со двајца обучувачи, едниот од Македонија, Огнен Јанески, и другата од Холандија, од Бюро де Хелинг, ќе работат на подобрување на нивниот пристап во медиумите и така натаму. Не е моден тренд, но чиста потреба од нормален живот во нормална средина. Тоа подразбира чиста околина и чист воздух. Зелените политики не се актуелни само кај нас, туку и насекаде во Европа и во светот. Тие не подразбираат само екологија, како што повеќето граѓани ги доживуваат, туку и многу поопширни теми како што се човековите права, правната држава, родовата еднаквост. Градење на капацитети за зелени политики во Македонија. Под ова мото, зелените пораки се слушнаа на денешната тркалезна маса, организирана од Македонскиот зелен институт, Холандското бюро за здрава животна средина и Македонската партија на зелените дом.